кој повеќе дава, тој повеќе и од Бога прима. Свети Пантелеимон, браќе и сестри, го даде животот на младост. Тогаш, кога беше во најубавите години, и то не беше грд маж, да каже човек, кој не можеше да се ожени или не можеше да направи семејство, туку го одбра животот и начинот на постоење во заедница со Бога. Подрага му беше заедницата со Бога, отколку да има живот во семејство или да има долг живот. Некој кој го дава животот вадена пред смртта, природна смрт, зборувам, не може да биде или да очекува толкава награда од Бога, како што некој кој го дава животот за Бога од младост. Свети Пантелеимон лечел луѓе, значи бил доктор по професија. Меѓутоа, она што го прави возвишен уште за време на животот негов, е тоа што тоа го правил бесплатно. Лечел со тогашното знаење на медицината, кое сите знаеме дека било многу помало отколку што сега е знаењето на медицината, меѓутоа какво и да било им потребувало на луѓето некакво лечење, зашто и тогаш, како и сега, имале здравствени проблеми луѓето. И овој Свети Пантелеимон ги лечел луѓето бесплатно, затоа што бил христијанин, не затоа што друга наука го научила тоа бесплатно го прави. Кој денес од докторите работи бесплатно? Меѓутоа, заради Бога, благодарен за тоа што силата за лечење ја прима од Бога, Свети Пантелеимон го правил тоа бесплатно. И таа вештина на лечење на луѓето станала позната многу надалеку. Меѓутоа, она што го прослави Свети Пантелеимон не е неговото знаење во медицината, туку затоа што кога што беше потребно ја исповедаше верата во Христа, а за тоа беше казнет на смрт. Неговата мајка Еввули, добра воља во превод, беше жена на незнабожец. Значи, татко му на Свети Пантелеимон, подобро не да речам незнабожец, туку идололатар. Почитуваше повеќе богови. Таквиот брак е тежок. Меѓутоа, пишува во едена стихира во службата на Свети Пантелеимон благочестието на мајка му, која беше христијанка, действуваше врз неблагочестието на татко му. Што значи, немаја катастрофални, да речам, расправи меѓу мажот и жената, зашто припаѓаат на две различни религии. Тежок е бракот, браќе и сестри, меѓу брачни супрузи кои припаѓаат на различни религии. Затоа што не е то доволно, како што некои кажуваат, кои се во брак меѓу христијанин и муслиманка или обратно меѓу христијанка и муслиманин. Ние го славиме и Великден и Бајрам.
Не може да се слави Великден и Бајрам. Не затоа што секој ден не е Великден. Секој ден можеш да го славиш како Воскресение Христово. Туку работата што има сукоп меѓу вистините на религиите. Затоа многу успешни се тие кои умешно го држат бракот, особено во првите векови на христијанството. Не е како сега, 21 век, па толку искуство имаме во верата, па знаеме колку може да биде успешен бракот. Тогаш и немало христијани многу. Значи, на некој начин, жените биле принудени да се мажат за мажи кои се идололатри, кои не се во христијанската вера. Зборувам за 3-тиот век по Христа, кога живее Свети Пантелеимон. Тоа време не е исто како времето сега и не треба да правиме споредба со сегашноста. Затоа што сега имаме искуство големо, 17 века од после Свети Пантелеимон и повеќе од 17 векови, знаеме како се успешни, односно неуспешни браковите. Иако не сакам да се мешам и не се мешам во љубовта меѓу луѓето. Сакаат и како сакаат и така нека се мажат и нека се женат. Меѓутоа, искуството го пренесувам дека таквите бракови ретко кога даваат плод. Од тие ретки примери е овој на Свети Пантелеимон, кој мајката е христијанка, таткото е идололатар, а тој е толку почитуван светител во православието, затоа што самиот со животот покажал и докажал дека е христијанин. Тоа е најважното, така успеала да го воспита мајка му во рани години уште. Она образование кое го примаме во детските години, браќа и сестри, е многу важно, да не речам најважно. Тоа ги обликува нашите идни патишта. Затоа е многу важно воспитанието во домашната средина. Училиштето не може да го научиш, и сигурно и училиштето и Свети Пантелеимон не го учело да биде христијанин, особено во тоа време, кога христијанството било гонето. Ама едно е важно, домашната црква неколку да го образова, да го направи таја во суштина да има поглед христијански. Тогаш човек може, како дете, многу мине доаѓаат во црква, после тоа откажуваат, па не доаѓаат, па тогаш кога ќе се свестат, кога стануваат зрели личности, повторно се враќаат во црквата. Затоа што црквата е извор на постоење. Не е таја нека обична работа, меѓу другото, како што одиме во кино, одиме и во црква. Туку црквата ни дава вечен живот. Тоа е најважното. А киното или театарот или било која друга работа во живот не ни дава вечен живот, туку ни одзема секунди, минути или часови од живот. Затоа е многу важно да доаѓаме во црква. Затоа е многу важно да следиме вакви примери како Свети Пантелеимон, кој е велико маченик. Затоа велам дека Господ разликува кој повеќе дава, него повеќе му дава. Имаме маченици во верата, ама не се сите велико маченици. А со што велико маченик да речеме Димитри, велико маченик е Ѓорги.
Ама зошто Свети Пантелеймон? Затоа што ја дал младоста. Тој можел да биде, како што реков, многу успешен во било која друга дејност во животот. И да се ожени, и да има деца, и денеска нема да го познава. Кој е тој Пантелеймон, ќе велев? Ама сега, кога го даде животот за Христа на младост, ние се поучуваме и учиме од него. Затоа е многу важно. Денеска служиме, браќа и сестри, за прв пат во ова село Света, кое се вика. Пазите, името на селото Света значи дека одбрано е име кое носи побожност и покажува дека од многу стари времиња на ова место имало живот. Во црквата, по името на црквата да имаме показател. Свети Пантелеймон, значи е избор на светител од првите векови. Не е некое ново име, не е некое име, не знам, од 15-16 век или туку од првите 3 векови на христијанството. Што значи многу рано е овој период заквасен со христијанството. И тоа треба да ни биде сознание, иако не тера да бидеме во не принудува да бидеме тоа христијани, туку животот да си го усогласиме со предходниците наши, кои знаеле што да одберат. Ви сакам во ова село да го почитуваме постојано Светиот Пантелеймон. Не сакамо кога имаме тешкоти, зашто се молиме, тогаш кога имаме проблеми со здравјето најчесто. Меѓутоа не само тогаш да ни биде Свети Пантелеймон, туку секогаш да ни биде показател да како се живее христијански, зашто нема поголемо тоа животот свој да го дадеш за верата, а тој го дава животот за верата. Милоста Божја, браќи и сестри, нека биде со вас, нека ве чува, нека ве пази по сите дни на вашиот живот.